Од Заводот за јавно здравје во Кочани информираат, во Кочани и околината нема заболени од сезонски грип. Ваквата констатација ни е потврди одговорните од центарот, кои истакнуваат. Така, ние податоците, како што и претходно имаме кажувано, дека податоците ги добиваме од пријава од матичен лекар и во врската за пријавување постои согласно законските регулативи од 40-та седмица во оваа година до 20-та недела во наредната година. Значи, матичните лекари пријавуваат од 40-та седмица до денес 46-та седмица немаме добиено пријава за заболен од грип, од сезонски грип. Значи, официјално, според добиени податоци кај нас, од страна на матичните лекари на соодветни образци, немаме до сега добиено податок дека има заболени од сезонски грип. Значи, постојат настинки, постојат горни респираторни, настинки на горно-респираторен, симптоми на горно-респираторен тракт. Добиваме информација за симптоми на долен респираторен тракт според алерт системот на пријавување, меѓутоа како пријава за грип немаме. Сепак, од Заводот за јавно здравје со препораки доколку се појави сезонскиот грип. Препораките се исти. Како и секоја година, значи сите лекари ги даваат препораките, тоа се општи препораки, значи намалување на густината на сместување на населението е една од основните мерки и проветрување на просториите. Значи самиот грип како респираторна инфекција се пренесува по респираторниот тракт. Согласно, затоа што се работи за осетлив вирус, се пренесува преку флигиовите капки. Значи се работи за пренос настанат како резултат на близок контакт. Со кивање или кашлање или гласно говорење, пациентот ги исфрла тие флигиови капки, кои што освен секрет од неговиот орофарингиален систем, значи имаат и честички на грип. Меѓутоа, кога би ја проветрувале просторијата, кога би се заштитувале, например, да не дојде до кивање директно лице во лице, например, кога би се кивало настрана или во марамче, тогаш секако би се намалил и контактот и ми се намалил и преносот. Понатаму употреба на храна која што е богата на витамини. Значи, овој период се препорачува храна богата на со овошје, повеќе застапеност во исхраната на овошје и зеленчук, пијалоци, значи внес на течности, топли напивки, чаеви, понатаму употреба на риба. Сега понатаму матичните лекари ќе си препорачуваат соодветно и индивидуално за секој пациент. Што се однесува до вакцините кои Заводот за јавно здравје од Кочани ги набави за Кочани и општините од регионот, тие се потрошени, а беа набавени 2300 вакцини. Со оглед на фактот што интересот за вакцинација е голем, од Заводот најавуваат зголемен број на вакцини за наредни